Десетици илјади луѓе излегоа на улиците во главниот град на Грузија Тбилиси оваа година во знак на протест против новиот закон, кој ги таргетира групите финансирани од странство, но без ефект. Кога законот ќе стапи на сила во септември, непрофитните организации и медиумите со повеќе од 1/5 од нивното финансирање од странски извори ќе треба да се регистрираат како така наречени странски агенти или да ризикуваат инспекција и високи казни. Подржувачите на законот велат дека тој ќе ја зајакне транспарентноста и грузискиот суверенитет. Но аналитичарите предупредуваат дека легислативата може да се користи за да се замолчат владините критичари и Грузија да се оддалечи од Западот. Ако треба да се регистрираат, тоа ќе ограничи нивната можност слободно и критички да известуваат за власта. Но ако не се регистрираат, тогаш може да бидат финансиски уништени. Грузија беше прославена како една од послободните поранешни советски земји. Но државата според САИД во последните години се приближи до Москва во услови на намалени слободи и зголемена корупција. Грузија всушност е на раскрсница меѓу Русија и Западот. Некои групи во Грузија велат дека ќе ги платат казните наместо да се регистрираат како странски агент. Тоа би било случај за Фондацијата за развој на медиуми, група за слобода на медиумите. Тоа е доста комплицирано време за независните институции во Грузија, но тоа е наша борба и треба да ги браниме нашите права и демократијата во Грузија. Грузија е последната во регионот која го усвои законот во стилот на Русија. Казакстан и Киргистан исто така донесоа слични закони. И додека САД имаат свој закон за регистрација на странски агенти, познавачите велат дека рускиот закон е попроширен и ги таргетира критичарите. Москва назначи десетици медиуми како странски агенти, меѓу нив Гласот на Америка и незината сестринска медиумска куќа Радио Слободна Европа, позната како РСЕ. Станува потешко, но тоа нема да не спречи. Продолжуваме да ја остваруваме мисијата. Непочитувањето на рускиот закон носи високи парични казни и ризик од затвор. Тоа е една од причините поради која РСЕ и другите медиуми преместиле тимове во други европски градови. Одлучивме да останеме онолку долго колку што можеме, бидејќи за нас клучно е да бидеме на терен. А изговорот за напуштање на државата беше нивната закана за безбедноста на новинарството. Репресијата на Русија врз медиумите по незината целосна инвазија на Украина резултираше со заминување на многу новинари во екзил, вклучително и во соседна Грузија. Со оваа легислатива, Грузија исто така може да го изгуби статусот на безбедно засолниште за многу критички новинари од други земји, што би било многу лошо. Со парламентарните избори во октомври, оние кои се залагаат за заштита на медиумите се загрижени, како новиот закон би влијаел на медиумите.